Драги мои демократи, ме инспирирате секогаш да кажам барем нешто ново овој пат, нешто што претходните говорници кажа толку битни работи, толку важни работи, почнувајќи од господинот Јорго Огненовски, нашиот водач, кој јас морам да признам како млад ми доши до како врвен спортиста и понатаму се докажа во бизнисот, и многу други луѓе овдека меѓу демократи кои се врни и интелекти. Не мора да значи дека се интелектуалци во смисол да бидат признаени од некого. Меѓутоа се луѓе со кои може да се разговара, со кои може да се разменат аргументи, со кои може да се дојде до некое решение. Јас си ви кажам дека демократи имаат решенија и тоа кога ќе го кажат, еве денеска е 22 октомври 2023 година. Знаете зашто го кажувам ова? Затоа што на телевизиски дебати ги слушам нашите говори извадени од контекст. Никој не ги споменува дека тоа демократи го кажуваат и нашите, што кажа Билјана, градски шизици, кажуваат некакви теории дека ВМРО има шанси заради ова да земе толку пратеници, СДС ќе земе толку пратеници, Дуј нема да дозволи ова. Не, Дуј ќе одлучи, не, овој ќе одлучи тоа. Кој ќе одлучи? Кои се тие? Убаво каже Илија, тоа се дали 30, 35, 40%, каде се другите 60%? Сега таа нова работа што сакав да ви ја кажам, да не одолжувам, младите зашто си бегаат? Еден на изглед неприметен, еден суптилен геноцид. Тој суптилен геноцид се врши во информатичка технологија. Македонија, јас лично знам затоа што пред 30 години работев на таков проект, имаше единствена во цела Југославија, Република Македонија имаше оптичка мрежа. И тоа не е една, туку 3 оптички мрежи, 3 системи. Во тоа време имаше 2, набргу се отвори третиот оптички систем. Значи, кога беше продаден Телекомот, а знаеме кој го продаде и за колку ефтини пари се продаде и цела инфраструктура. Значи, после тоа USAID, Американската агенција за помош и развој, разви неколку компании кои ја прогласија Македонија за земја која е покриена со Wi-Fi технологија, дека секаде има интернет. Да, и сега ќе кажете, па чекайте, значи ако е толку развиена, има оптичка мрежа, што многу земји во светот немаат од развиените, ако има Wi-Fi е покриена, ако има такви можности, зашто младите бегаат? Сега, тука доаѓа еден проблем кој се вика финансиски гулаг. Знаете, прошлиот пат го спомнав, финансискиот гулаг се состои од тоа да после 20 години постоење на информатички општества, програми за развој на информатика и така натаму, ние која листаме, која сакаме, јас се разбирам од тоа и сакам, продолжувам да работам, меѓутоа тоа е работа за младите. Тие се понапредни во тие технологии, можете да заработуваат и да живеат од тоа. Кога ќе листате, не можете да најдете ни бивша Југословенска република, ни Северна република Македонија, ни Македонија како поим. Ја нема на листите. На PayPal можете направија галама, PayPal направивме, нема проблем, можете да заработувате пари. Што да заработувате? Не можеме да заработуваме пари, можеме само да купуваме со PayPal. Можеме да трошиме пари само. А ако дозволат младите да може да заработуваат пари, тоа го спомнав PayPal само како еден од системите. Ако дозволат зашто викам ако дозволат? Ако дозволат, значи некој од државата да се заангажира да ги активира овие системи. Не можеме да ги прифатиме аргументите, ние сме мал пазар, не знам. Луѓе, од 180-190 земји во Обединети нации, само една од ретките е Македонија која не е на листите. Значи не можат они да ни објаснат, ако можат да сопрат на Facebook некој коментар, ако не им одговара да го симнат, државата може да интервенира.
внатрешни може да се јави во компанијата Facebook да каже ова не ни одговара, ова мора да го симнете затоа што не одговара на нашите закони. Значи, нашето информатичко општество може да се заложи да се отворат тие системи младите да работат. А знаете зашто не се залага? Па ако младите може да работат, а можат од било кое село да се отидат да си отворат, да си направат викендица, да реновираат, да имаат интернет секаде, може да работат, тогаш нема да бидат полтрони на овие партии да трчат, да лепат плакати за да добијат едно мало работно место, можат самите да заработуваат. Тоа е тоа што сакам да ви го кажам денеска. Не заборавајте, ова е 22 октомври 2023 година, ќе слушнете навргу, затоа што немаат избор, мора да го почнат тоа. Ви благодарам многу, да живее Македонија, да живеат младите, тие се нашата иднина. Сакаш ти? Сакаш да збориш?